Премиерот Никола Груевски денеска во посета на Пелагонискиот регион, при што се предвидени повеќе активности и средби со граѓаните. Во Новаци беше отворена спортска сала, а спортска сала е отворена и во Могила. Груевски присуствуваше на црковно-народниот собир во манастирот Рожденство на Пресвета Богородица во Новаци и ги слушна проблемите на жителите на Могила. При посетата на Пелагонија, Груевски ќе помине и во селото Долносрпци. Во посета на земјоделска фарма на индивидуален земјоделец ќе присуствува на отворење на откупно-дистрибутивниот центар Apple во Ресен, а ќе направи и увид во градежните активности за рехабилитација на магистралниот пат Битола Ресен-Буково. Во Битола пак ќе присуствува на пуштање на употреба на еден двоен и еден единечен тениски терен во спортско-рекреативниот центар Шеталиште. Заменик министерот за образование Спиро Ристовски денес истакна дека ги прифаќаат сите предлози кои што се во насока на подобрување или какво било надградување на која било реформа која се однесува на образовните процеси во Република Македонија. Откако деновиве поранешниот потпредседател на СДСМ Зоран Јовановски даде поддршка за екстерното тестирање и предлози за негово унапредување. Ристовски вели дека владата веќе подготвува разни мерки што ќе имаат за цел подобрување и унапредување на концептот екстерно тестирање. Македонската банка за поддршка на развојот во следните 5 години да ја зголеми капиталната база од постоечките 20 милиони евра на 60 милиони, да ја прошири палетата на услугите и да посети внимание на кадровското зајакнување, бара Стопанската комора на Македонија. Ја охрабруваме владата од идната година да почне со значајна буџетска поддршка за континуирано докапитализирање на банката. Цениме дека таа може и треба да има поголем обем на финансиски услуги за крајните корисници со единствена цел – поддршка на домашните компании и на извозот, соопшти извршната директорка Јелисавета Ѓоргиева. Бензините од ноќеска на полнок поскапуваат за половина денар по литар, а цената на дизел горивата се зголемува за 1 денар, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена за Евросупер БС 95 ќе изнесува 62,50 денари, а на Евросупер БС 98 64,50 денари за литар. Евро дизел ќе се продава за 50, а екстра лесното масло за домаќинство за 38,50 денари за литар. Преку 4000 мигранти вчера транзитирале низ Република Македонија. Податоците од невладиниот сектор покажуваат дека има зголемување во споредба со претходните неколку дена. Од железничката станица информираат дека со 4 специјални возови биле превземени околу 2800 емигранти, а утрово заминале 800 емигранти од прифатниот камп кај Гевгелија. Хрватска ќе бара Грција да престане да ги испраќа мигрантите од Блискиот исток кон останатиот дел од Европа, изјави хрватскиот министер за внатрешни работи Ранко Остојич. Апсолутно неприфатливо е Грција да ги испразнува своите бегалски кампови и да ги испраќа луѓето преку Македонија и Србија во Хрватска, нагласи Остојич. А во Грција, лидерот на Сириза Алексис Ципрас по синоќешната победа на изборите, според протоколот ќе положи заклетва по средбата со грчкиот председател Прокопис Павлопулос, од кого ќе добие мандат за формирање на влада. Ова е негова втора заклетва како премиер оваа година. Грчките медиуми јавуваат дека лидерот на Сириза веќе го има составено својот нов кабинет, па затоа се очекува новата влада да положи заклетва утре претпладне.